Навикнати на пристрасноста која тие постојано пласираат на пазарот како таков, готов медиумски производ, изгледа фрапантно кога самите ке признаат дека биле толку добро изработени од стратезите, што самите напразно и лошо одработуване. Еве ќе тргнам од себе и меѓу првите јавно ќе си признам, сгрешив. Не да сгрешив, туку направив целосна утка. Во ниту една анализа или проценка која ми се вртеше во глава, не можев да предвидам ваков резултат. Не да предвидам, туку ни да замислам. Се тоа добива уште поголема специфика и оправдувањето звучи многу поубедливо откако решително и одважно, наместо понатамошен собствен ангажман како зачин на подавалник, се нуди токму готвачот, тој што ги измешал ончињата. Вообичаено сте навикнати да ме гледате во друга атмосфера во која јас ви солам памет. Вечерва е малку различно. Вечерва ексклузивно на програмата на Алфа гостува председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски. И наместо како што се очекува на вистина да ја засоли, тој кисело, не баре разочаран љубовник почна да ја отвара душата и со доза на самокритика, да раскажува дека причината за крахот е во обидот да започне нова врска, која не само што не му била возвратена, туку ја изгубил и старата. Се обидувавме да им се допаднеме на некои други. И тоа не им се допадна на дел од нашите. Од нивното лице се гледаше. Не е ниту срамота, не е ниту погрешно да се обидите да освоите и други гласови или симпатии. Меѓутоа, очигледно ние го направивме тоа доста нагло и најверојатно недоволно вешто, зашто ни беше испратена порака. Се гледаше во нивните очи. Неговите пак сопартици делумно признаваат дека таквата ситуација предизвикала емотивен дисбаланс, но одговорноста ја префрлуваат врз соперниците, кои со примена на нивните методи не дозволиле да се реализира започнатата врска, иако за таквата констатација си заслужуваат да бидат прекорени. Па расположението е со помешани чувства. Помешани чувства затоа што факт е дека имаме репресија, очигледна репресија. Доста бараш изговор. Имаме ситуација во која што во 36 општини има само 20 кандидати од ВМРО и СДС. Никој друг не се осмелува ниту да се кандидира. Доста бараш изговор. А и соперниците се намака. И тие се соочуваат со проблеми од сличен карактер. Од преголема љубов се обидуваат да понудат решение со кое ќе се надминат несогласувањата. Ама така што на крајот, најмалку еден во врската, не би бил задоволен. Јас предлагам да постигнеме договор во врската. Ајде сите да се ја гледаме нашата. Јас да бидам премиер, докторот да се гледа здравството, Невза да се ја гледа община. Така е фер и коректно за всички. И на крај, фер и коректно е за сите оние кои се чувствуваат напуштени и изневерени. Да си организираат конгрес, да си донесат асално раководство и да бидат соодветна адекватна опозиција. Дури и според собствените исчитани пораки, вината не треба да се бара во никој друг, освен во себе.